еве мал дел од многуте непотистички вработувања во државните институции само на дел од функционерите на ВМРО-ДПМН во Струмица. Зоран Пакетов, председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Струмица, ги вработи. Сопругата Билјана Пакетова како инспекторка во дирекцијата за храна. Братот Александар Пакетов во музеот во Струмица. Снаата Лидија Пакетова во управата за јавни приходи. Првиот братчет Јосеф Василев, инаку председател на месен комитет на ВМРО-ДПМН во Центарот за вработување. Тони Митров, комашинот на актуелниот пратеник Васил Пишев, е вработен во управата за јавни приходи. Зулијана Иванова, актуелна советничка во Советот на општина Струмица и другарка на актуелната пратеничка Силвана Бонева, е вработена како началник во Министерството за земјоделство. Незината ќерка, која се школуваше на државен трошок, е вработена во Министерството за внатрешни работи. А сопругот на Зулијана, Ванчо Иванов, е вработен во шумската полиција. Миро Топчев, советник во општина Струмица, е вработен во управата за јавни приходи. Веселинка Ристовска, актуелна советничка во општина Струмица, е вработена во Центарот за вработување во Струмица. Тинка Стојанова, актуелна советничка на општина Струмица, ја вработи својата ќерка Неница Иванова во Државниот архив во Струмица. Костадин Шолев, актуелен советник, се вработи во Министерство за труд и социјална политика. Силвана Бонева, актуелна пратеничка на ВМРО-ДПМН во Собранието на Република Македонија, ги вработи. Својот сопруг Александар Бонев во јавното предпријатие Паркови и Зеленево во Скопје. Деверот Горан Бонев во Министерството за земјоделство. Поранешната пратеничка Сонја Делова Стојанова лично се вработи како директор во Агенцијата за ревизија, а својот сопруг Лупчо Стојанов го вработи како раководител во управата за јавни приходи. Поранешниот пратеник Слободан Ќосев лично се вработи како директор на јавното предпријатие Паркови и Зеленево во Скопје, а својата внука Елена Ќосева ја смести во Заводот за рехабилитација во Бања Банско. Неда Бјадова, портпаролка на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, се вработи во службата за имотно-правни односи, а нејзината мајка ја вработи на Универзитетот Гоце Делчев. Павлина Георгиева е вработена како директор на Центарот за вработување во Струмица, а синот Александар Георгиев во Медицински центар во Струмица, а сестрата пак Лимонка со завршен факултет за физичка култура ја вработи во управата за јавни приходи. Слушнете за актуелниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, кој ги вработи. Сопругата Чавкова Јасмина, која претходно работела како дактилограф, а ворено завршила на ФОН, добива раководна функција во секторот за гранични работи и миграција во Министерството за внатрешни работи. Снаата Данче Чавкова е вработена како раководител на одсекот за криптозаштита. Внукот на министерот Илија Николов е заменик началник на СВР Струмица. Внуката од првиот братчет Зекирска Јасмина, полицаец со воредно тригорично образование во СВР Струмица, е унапредена за инспектор за економски криминал. Првата братучетка на Јасмина Чавкова, Бисера Глигорова, е вработена како началник на оделението за заеднички работи. Првиот братчет на Јасминка Чавкова, Драган Чотрандафилов, е вработен како раководител на одсекот за кримтехника. Другарот на министерот Чавков, Трајан Николов, е заменик началник на СВР Струмица, а неговиот син е вработен во СВР Струмица. Синовите на другарот на Митко Чавков, Драги Стојменов, Маријан и Дејан, исто така се вработени во СВР Струмица. И така натаму, и така натаму.